После една година пауза, Тетовска Лукојца повторно беше домаќин на луѓе од сите краеви за одбележување на еден од најголемите празници во земјава, 2 август Илинден. Во манастирот Свети Илија се одржа божествена литургија, на која присуствуваа верниците од околината, кумовите задоволни од организацијата на настанот, а и среќни што повторно се на местото каде што традицијата за прослава на Илинден обстојува. Ангелу ти остов на пророците, кой претеже на Христовото доаѓање, Илија славен, откако дозора му испрати благодна Елисеја, овој болест се прогонуваше и лепроди очистуваше, затоа на оние што го почитуваат им дава иселение. Слава на Отца и Сина и Свети Дух, сега беше веко Господе Христос Боже, благословен ночово град наш целиот свет, зашто си благословен сега се беше веко. Амин. Нека не се чепна светилија до година, говорите ручате да сме живи здрави весели. Пред 15 години бев кума, тоа беше од мојот син Трајковски Дарко, сега ми се падна мене паричето, заедно со мојот сопруг. Господ нека дава среќа, беричет на сите што се дојдени. Редовно доаѓаме у село овдека за Илинден. Еве Господ дал прв пат на ќерката да биде кума, значи кумови сме у година и толку сме среќни што не знаеме што да кажеме. Секоја година дугачок пат возиме само за да дојдеме до овдека. Да бидеме со сите сограѓани од Лукојца и да гледаме што пубо и пубо да биде свака година. Традицијата била и треба да продолжи и за увек да остане. Значи, ние, ете, децата наши, па внуците натаму и свет понатаму и понатаму. Без традиција нема ништо. Овдека трети пут ми е како идам сега, 2018 бев. Севте бев 2018 година, ми падна паричето. 2019 година бев кум. Тоа е еден чев голем, еден успех. Среќа што ме пратеше, прва година да бидам овдека, да дојдам и ми падна тоа паричето. Од црковниот одбор велат дека заради пандемијата со коронавирусот, масовноста и посетеноста не била иста, но дека традицијата ќе продолжи и понатаму. Се надеваат и дека патот кон селото ќе се асфалтира, со што ќе се зголеми достапноста на ова убаво село за сите заинтересирани посетители. Ова е празник, значење на манастирот, пошто е изграден, уствари направен 1965, возможен 1995 и од 1965 година масовно се собира народот во овој манастир, така да секоја година и година све поќе и поќе. Меѓутоа имавме една година пауза заради короната или COVID-19 и се надаваме оваа година ќе имаме помалу гости во однос на COVID-19. А се надаваме дека до година ќе се асфалтира патот и ќе има многу голем број на луѓе што ќе доаѓа од цела Македонија и од странство. Со традиционално подготвеното гравче, присутните имаа можност да бидат дел од ручекот кој се подготвува со многу љубов и внимание. Неизоставен дел од прославата и традиционалното македонско оро, со што присутните одлично го поминаа празничниот ден.